Нападите на боровиот четник врз насадите од црн бор во Кочанско ќе продолжат. Соодветна акција за уништување на штетникот наскоро ќе нема, затоа што во Министерството за земеделство, шумарство и водостопанство немаат пари за оваа намена. И покрај барањето на Кочанскиот општински совет состојбата да биде прогласена за алармантна, ларвите на гасениците од боровиот четник пролетва нормално ќе се развиваат. Од ресорното министерство рекоа дека тие действувале според годишна програма за финансирање, односно така наречена програма за проширена репродукција, во која се определени средства за следење на здравствената состојба на шумите. Сепак, кусок од пари директно ќе се одрази на борбата против најголемиот штетник на зимзелениот шумски појас на планинските падини над Кочани. Оваа година во програмата немаме предвидено средства, заради тоа што не стана стари обврски од минатата година, бидејќи акцијата не кошта минимум набавка на препарат за спроведување на акцијата и користење на авиокомпанија околу 12 милиони денари. Сепак Гоговски изрази оптимизам оти ќе се најде начин состојбата да не се препушти на стихијата, односно дека годинава ќе има акција против штетникот што ги напаѓа боровите насади во целата држава, па и во Кочанскиот регион. Но со оглед на состојбите, во текот на годината ние правиме напор од други програми да се префрлат средства, за да може да се реализира акцијата, но критичните во жариштата на територија на Република Македонија. Жаришта со боровиот четник обично имаме на пошумени вештачко подигнати култури од црн бор, па се надевам дека до август месец, кога треба да се изврши самото третирање, ќе се обезбедат средства, ќе се изврши акцијата. Последната акција за авионско третирање беше пред неколку години и состојбата за краток период беше ставена под контрола. Сепак, од СМВ е забележливо масовно ширење на гнездата на штетникот, особено кај шумата во местноста Војновица на патот кон Пониква. Канал 8 веќе информираше дека како резултат на нападите на боровиот четник, досега се оштетени над 1000 хектари зимзелен насад во Кочанско, а повеќето од стеблата стари од 10 до 25 години целосно се уништени.